Вакцинацијата во Македонија не оди според препораките на надлежните. За колективен имунитет потребно е над 95% од децата да се вакцинирани. Но за дел од вакцините, фактичката состојба за изминатата година е далеку под овој процент. Веќе почнуваме да ги гледаме болестите за кои заборавивме како изгледа, кои сметавме дека исчезна. Здравствениот инспекторат поднел 126 прекршочни пријави за родителите кои не ги вакцинирале своите деца. Оваа мерка не ги плаши оние кои сметаат дека вакцинацијата ја платиле прескапо. Не знам која казна би следела и што ако ме казнат. Не знам што ако ме казнат. Мене веќе ме казниле, животот ми го уништиле. Здравствените власти гарантираат дека вакцините во Македонија се безбедни. Вакцините се безбедни, испитани, проверени, набавуваме вакцини само од земји од Европска унија. Има ли Македонија колективен имунитет? Весна Андреева за најубав ден во животот го смета оној кога на свет го донела своето првороденче Кристијан. Уште од првиот момент, младата мајка се соочила со вообичаените детски болести, кои за жал невообичаено долго траеле, до тој степен што целосно ќе го сменат животот на незиниот син, но и на целото семејство. Мојот син е роден 9.11.2004 година, роден како здраво дете. Се сомневаме на вакцината Дитепер на 3 месеца која ја прими. Он имаше продолжена жолтица од самото раѓање. На 3 месеца ја прима Дитепер вакцината и од тој момент му се поремети спиењето дење, ноќе, не се знаеше кога треба да спие. Ги прашав докторите што точно се случува со Кристијан, зашто наеднаш се поремети спиењето и стана, да речеме, поплачливо дете од претходно. Ми рекоа дека наводно уште е рано, дека е сепак бебе и заради тоа уште не знае дење и ноќе. Весна смета дека лекарот не смел да дозволи вакцинирање на Кристијан, кој во тој момент имал жолтица. Иако јас на почетокот бев најголем скептик дека вакцината е проблем за аутизмот, бидејќи сите родители се сомневаат на МРП на 13-месечна возраст за таа вакцина, али јас кога го родив моето второ дете, осетив разлика дека е претходно разликата дека е Кристијан, дека не е баш од таа вакцина и затоа бев најголем скептик дека е од вакцината. Стално се спротивставав на мислењата на другите родители дека вакцината е проблем за аутизмот. Но подоцна, да речем пред неколку години, може пред 2 години, 3, случајно најдов на интернет каде што баш нус појави на Дитепер вакцината стои меѓу другото и дека се добива аутизам. Значи, мислам дека и во најнормална состојба Дитепер може да појави аутизам. Весна е една од мајките што се сомневаат во бенефитот од вакцинирањето, но и во квалитетот на вакцините што ги увезува Македонија. А до властите апелирам и до сите надлежни да остават на родителите да се биде право на избор за вакцината, да не бидат виновни после самите они за тоа што се уништиле многу човечки животи. Група родители пред 3 години пред Уставниот суд ја оспорија законската одредба за задолжително вакцинирање на децата. Судот ја одби претставката, но дебатата за ова прашање продолжи. 360 степени ги побара членовите на антивакциналното здружение Здравје со игла не влегува, но сите одбија јавно да зборуваат. Не постои научна студија во светот која би поддржала теза дека вакцините предизвикуваат аутизам. Дефектологот професор Владимир Трајковски, повикувајќи се на бројни анализи, вели дека вакцините можат да ја влошат состојбата, но не и да го предизвикаат аутизмот. Јас ги поддржувам родителите на право на избор заради тоа што исто така е докажано во повеќе студии дека дете кое што има веќе аутизам и по примање на секоја наредна вакцина него му се влошува клиничката симптоматологија и тука ги оправдувам оние родители кои што веќе имаат дете со аутизам, другото дете да не го вакцинират. Во Македонија се спроведува задолжителна и бесплатна вакцинација за секое новородено дете. Уште во првите 24 часа по раѓањето, новороденчињата примаат вакцина против жолтица, а до крајот на првата година и против туберкулоза.
Со полни 2 месеца примаат 6-валентна вакцина против жолтица, детска парализа, дифтерија, тетанус, црна кашлица и ХИП. Со полни 3,5 месеци повторно примаат 5-валентна вакцина која штити од сите овие заболувања, освен хепатит Б. Таа се повторува и на полни 6 месеци. На 12 месеци децата се вакцинираат со МРП вакцината, чија цел е да создаде одбранбен механизам против мали сипаници, заушки и рубеола. Од 18 месеци до 18 години се прави ревакцинација 5 пати. Дополнително сите девојчиња на 12 години ја примаат и вакцината ХПВ, како заштита од рак на грлото на матката. Кога над 95% од популацијата е вакцинирана, се смета дека е создаден колективен имунитет во државата, односно заштита од појава на заразна болест. Поголем дел од родителите што ги анкетиравме го поддржуваат вакцинирањето. Тоа е добро за сите, и за децата, и за нас. Верувате во квалитетот на вакцината? Па да. На никој нема во интерес да нацијата му се разболе или нешто слично. Вакцинирањето, па да, во целина да, иначе без вакцинирање што би правили? Вакцинирани сме и јас сум претhodно женет, децата ми се вакцинирани, јас исто така. Верувам во квалитетот, да. Имало некакви проблеми? Не до сега, фала му на Господ, не. Фала му на Господ, не. Не спорејќи за потребата, туку сомневајќи се во квалитетот. Еден родител за 360 степени сведочи дека вакцините ги купува од Грција и дека му се дадени на неговото дете во државна здравствена установа во Македонија. Процесот е многу едноставен. Тоа е еден телефон од една или две аптеки веледрогерии во Солун, каде што се најавувате ми треба таа и таа вакцина, 5-валентна, 6-валентна и така натаму. Човекот вели да ја имам, дојдете тогаш и тогаш, една сабота, едно патување до Солун, се купува во фрижидерче за мраз, се става, каде што се чува на одредена температура под таа температура, над таа температура да не се покачи, значи температурата на која се наоѓа вакцината, и се носи во Скопје, се чува во фрижидер и на крај се транспортира до лекарот, до докторот што му ја дава на детето. Тоа велам дека сепак се лекари, значи од јавно здравство. И покрај ваквото сведочење и многу други слични примери, надлежните тврдат дека е невозможно вакцина купена во странство да се стави во јавна здравствена установа во Македонија. Антивакциналните кампањи и групи прават проблем овој период, бидејќи едноставно ги насочуваат родителите да не ги вакцинираат. Децата ги убедуваат дека вакцините не се безбедни, а никој не може да не убеди нас, експертите, дека вакцините пред 50 години биле побезбедни отколку сега. Професорката на фармацевскиот факултет во Скопје, Александра Грозданова, е дел од државниот тим кој врши контрола на увезените вакцини. Тврди дека еден од најригорозно контролираните процеси во фармацевската индустрија е токму производството на вакцини. Еве, например, вијалите имаат и маркер, значи тоа е црно триаголниче, тоа значи дека тука имало температурни девијации, односно промени, кои што означуваат дека сега не треба оваа вакцина да се дава. Убедена е дека составот на вакцините не може да биде причина за појава на болест кај дечињата. Секој еден лек, покрај активните компоненти има и помошни материи. Тука влегуваат материи како што се алуминиумот, меѓутоа неговите алуминиумови соли. Многу често оспоруваната жива, ќе споменам, живата апсолутно не се наоѓа во елементарен облик, односно како молекула жива во составот на вакцините, туку во органско соединение темеросал, кој што е одобрен за употреба. Постојат, можат и самите родители и да прочитаат, во X прехранбени производи. Од типот еве, например, алуминиумовите соли ги има нормално во мајчиното млеко, ви има во формулите за новороденчиња, во оние прашоци за вештачко млеко, во преработките од исхраната, посебно во конзервираната храна, каде што континуирано во многу поголеми количини ги внесуваме. Да не споменам колку овие материи ги има во козметичките препарати, секојдневно кои што ги користим. Минатата година 2800 дечиња останале невакцинирани од МРП вакцината против мали сипаници, заушки и рубеола. Најголем дел од нив, 2400 се од Скопје. Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат велат дека во 2016 поднеле 126 прекршочни пријави против родители, како опомена дека може да влијаат врз здравието на своите деца.
Казните се движат од 300 до 650 евра. Намалениот процент на вакцинирани деца е причина детската клиника во Скопје да регистрира случај на црна кашлица, вели директорката Аспазија Софијанова. Пред 10 дена примивме детенци со пертусис, значи со црната кашлица така наречена, која што и го извадивме тоа дете и го верифициравме во Институтот за јавно здравје и го пријавивме. Веќе се повеќе и повеќе гледаме и морбили, значи ситни сипаници, гледаме гледаме паротит, односно заушки. И сега, ако треба да размислуваме за ушките, што можат последици да остават, кои во моментот можеби и не изгледаат така, но може да остават траен стерилитет кај машките. Рубеолата која влегува исто така во склопот на таа вакцина, која практично исто така представува ситни сипаници, а ако мајката ја добие во текот на бременоста, дефинитивно остава и има тератогено дејство. Несаканите ефекти од вакцинирањето кај одредени деца Софијанова ги припишува на нестручноста на лекарите, од кои дел често ги вакцинираат децата кампањски и без детална здравствена проверка. Никој не исклучува дека ако детето носи предиспозиција за одредени работи и дека ако не во право време се одлучи да се комбинираат повеќе работи заедно, вклучувајќи вакцинирање во погрешно време, дека сето тоа нема до некаде и да доведе до одредени нус ефекти кои сме ги гледале, како што се температура, како што се други реакции, вознемиреност, плачливост. Значи, многу е важно кога се дава вакцината, затоа и реков, униформата да биде првично таа која ќе одлучи дали е времето окей или не е окей за давање на вакцина. Децата не се машина. Децата не се штанцање на ставање на некој тип на, да речеме, од надвор, независно што е корисен во случајот за нив, па по секоја цена само да се даде во тој одреден временски период. Според доктор Јованка Костовска од Министерството за здравство, и невакцинираните деца мора да се примат на училиште. Но едно невакцинирано дете во градинка може да направи проблем и во училиште. Меѓутоа, во нашите закони само стои дека да се провери вакциналниот статус и да се укаже на детето, доколку не е вакцинирано, да ги прими вакцините, па да дојде во градинка или во училиште. Во нашите закони нема санкции, нема одредби каде што пишува не сме да се прими во училиште или во градинка. До каде ќе оди поделеноста по ова прашање во Македонија? Не знам која казна би следала и што ако ме казнат. Не знам што ако ме казнат. Мене веќе ме казниле, животот ми го уништиле. Имам стварно голем проблем со Кристијан. Стварно е, да речем, една од потешките форми на аутизмот. Затоа и денес не можете да го снимате овде. Он не поднесува нови луѓе. Тогаш кога би ги ставале на кантар сите овие плюс и минус ситуации, она што го носи вакцинирањето, пречистените вакцини, вакцините кои што навистина кога ќе се дадат во правилниот временски период под контрола на лекар, го нагласувам, и со претходно добро прегледан пациент, значи дете, сигурно дека бенефитот е огромен.